Добро вечер до сите слушатели на Угода FM и до сите гледачи на Ирис телевизија. Започна уште едно издание на емисијата Live Cover, во кое гости ќе бидат Антонио Ристевски, Христина Стојанова и Марија Докузова, популарно наречени само Тони и две жени. Добро вечер. Добро вечер. Колку време постои овој бенд и како дојде до идејата за формирање? Тони? Здраво, Илија, пред се, значи можам да кажам дека веќе постоиме година и пол, па веќе две, ќе се направат. Нека и две. Да, веќе 2 години заедно постоиме од првата свирка, добро функционираме, што е чудо да функционираш добро со две жени. Ама ете добро е. Како дојде до идејата? До идејата, едноставно гледаш да си нешто поразличен од другите. Осетив потреба, пред се почнав сам да свирам, како само Тони One Band, еден човек, цел бенд. И осетив потреба дека добро е да имам некој со мене и некој било. Испадна Маца и Тина што стварно ми одговараат за заедничко функционирање. Како се запознавте? Марија, Христина, како се запознавте со Тони и претходно вие двете? Тони го запознавме на факултет. Значи случајно, така колеги, да. И дојде до организирање на бендот. Така почнавме. Проби, прво на почетокот ништо озбилно, ништо сериозно, но потоа видовме дека многу добро се поклупуваме, многу добро работиме заедно и така настана целиот проект, целиот бенд. Слушателите и гледачите ќе имаат можност да се уверат во вашите квалитети, несомнени квалитети. Повеќе обработувате песни од македонската поп сцена. Сите песни кои што ќе ги освирите вечерва се токму такви. Така, од македонска поп музика. Еве првата композиција која што ќе освирите е песна која отпеа Дани Димитровска, а носи наслов Срца 2. Може да слушнеме. Само да ја прикриеш лагата, а зборови ништо не ми знача. И нема никогаш да признаеш дека повеќе ја сакаш од мене и да признаеш с нема да ти судам. Мене не ми требаш не, ако не ми даде се цело срце за мене, а ти нема срца бе. Ако со неа си бил и со неа продолжи ра-ра-ра-ри-пау, ра-ра-пау, ра-ра-ра-ри-пау, ра-ра-пау, ра-ра-ра-ри-пау, пара-парау. Не, јас не би те оставила, но на сила ништо добро не бива, кога не оди љубовта си оди. И кога една си почувствувал дека таа е за тебе по-добра, само не оди, не е толку тешко. Мене не ми требаш не, ако не ми даде се цело срце за мене, а ти нема срца бе. Мене не ми требаш ти, ако со неа си бил и со неа продолжи ра-ра-ра-ри-пау. Para-pau, ra-ra-ra-ri-pau, para-pau, ra-ra-ra-ri-pau, para-parau. И кога една си почувствувал дека таа е за тебе по-добра, само не оди, не е толку тешко. Мене не ми требаш не, ако не ми даде се цело срце за мене, а ти нема срца бе. Мене не ми требаш ти, ако со неа си бил и со неа продолжи ра-ра-ра-ри-пау, ра-ра-пау, ра-ра-ра-ри-пау, ра-ра-пау, ра-ра-ра-ри-пау, пара-парау. Продолжуваме поратаму со емисијата Live Cover. Вечерва мои гости само Тони и две жени. Можевме да се увериме дека Тони свири на повеќе инструменти. Кои се тие инструменти? Кои се тие? Што имаш моментално, еве сега со себе? Моментално користам
импровизиран сет на тапани, ножен сет значи за тапани, користам бас тапан, добош, дајре и гитара, значи устна хармоника, користам и казу, интересен инструмент. Нешто како имитација на друга. По потреба, така? Да, по потреба го користам. Не сме комплетирани доволно, но сепак е добро за ваква емисија баш да го доведеме тоа акустичното со нас. Затоа и тој сет моментално. Еве освен овие инструменти кои што се овдека на сцената, кои други инструменти ги свири тоа? Пред се да напоменам повторно дека дипломиран сум на джез контрабас. Матичен инструмент ми е контрабас и бас гитарата. Но покрај тоа шо ќе стигнам, фаќам да го свирам. Се. Марија, Баш така. ти и Христина исто така сте студенти. Да, ние сме студенти на Музичка академија, овде во Штип, универзитет Гоце Делчев. Твоја специјалност? Јас сум солопење, одсек солопење, Христина е флейта. Значи Христина свири флейта, така? Да. А Марија дали свири некој инструмент? Марија не свири. Само пее. Знам помалку да клавир, укулеле и така, но ништо Твојот инструмент е вокалот, така? Така, сигурно сум со мене. Христина ти, флейта? Да, јас сум Друго флейта. нешто? Не. Сега за сега не. Сега препуштате на Тони да свири. Немаме ништо научено, Тони. Добро, следува и следната композиција која што ќе отсвирите, тоа е тема од Калиопи која носи наслов Дали ме сакаш? Дали ме сакаш или ме посакуваш? И не е толку важно, ти ми се допаѓаш. Дали ме сакаш или ме посакуваш? Се додека ти лажеш, сам си веруваш. Сум била секаде на светот и си видела баш се, но искрен лаж го како тебе нема никаде. Да има само една звезда, на небо ти би сторил те, и се што возможно ти правиш право чудо е. Дали ме сакаш или ме посакуваш? И не е толку важно, ти ми се допаѓаш. Дали ме сакаш или ме посакуваш? За додека ти лажеш, сам си веруваш. За некој ти си болна мана, за мене прав си цвет. Да те гледам дух се смееш, тук го превртуваш со свет. А можда не си право сладо, не имаш голем шарм и стил, а и не би било интересно кога искрен ти би бил. Дали ме сакаш или ме посакуваш? И не е толку важно, ти ми се допаѓаш. Дали ме сакаш или ме посакуваш? За додека ти лажеш, сам си веруваш. Дали ме сакаш или ме посакуваш? И не е толку важно, ти ми се допаѓаш. Дали ме сакаш или ме посакуваш? За додека ти лажеш, сам си веруваш. Дај да пием од твоите устни, ноќта ќе ми помине. Ако можеш, сон ти се мине. Дај да пидам твое вино и ти од мене написе. Ако можеш, не заборавај ме. Дај да пием од твоите устни, ноќта ќе ми помине. Ако можеш, сон ти се мине. Дај да пидам твое вино и ти од мене написе. Ако можеш, не заборавај ме. Ако можеш, не заборавај ме. Ако можеш, не заборавај ме. Споменавте дека постоите скоро 2 години. Каде за овие 2 години имаат настапувано само тони движени? Каде? Секаде, значи стварно ги поминавме повеќето градови во Македонија, во повеќе локали, настапи на повеќе фестивали, веќе заедно имавме, па и надвор Македонија имавме. На кои официјални настапи? Официјални на так, значи бевме во Кавадарци. Така.
На Виновскоп исто така имавме настап. Спомена дека и во странство имате настапувано. Да, концертот со нокаут странство Българија. Сепак друга држава. Сепак странство е, да. Имавме таму еден настап на младешки фестивал, многу добар фестивал. Во кој град? Во Сандански. Блиско до Македонија. Да, стварно блиску. Како беше одзивот еве од гледачите таму? Многу добро не посетителите. прифатија. Да, пред се многу добро не прифатија и баш како што доликува до еден изведувач, значи на некоја музика не пречека, едноставно како што треба да е. Значи сепак Супер настав, да. Одлично. Следува и третата композиција која што ќе отсвирите. Тоа е тема која беше победничка на Макфест, ми се чини 97-та или 98-та година од бендот Магија. Тогаш дебитантски бенд, ај темата исто така носи наслов Магија. Еве сега ќе слушнеме како ќе звучи тоа во интерпретација на само Тони и две жени. Следува Магија. Можеш и ти да ни се придружиш. Ќе абстинирам од пат. Моја, ти ќе бидеш само моја, ти ќе бидеш само моја, ти ќе бидеш само моја, ти ќе бидеш само. Не сум рудер злато, јас да пронајдам. Не сум пилот крај тебе, јас да долетам. За да те однесам некаде далеку, Дел твоето срце јас да украдам. не сум сликар кола да те нацртам и немам дозвола со кола да те повозам, но можам за тебе песна да напишам и да те опеам вечерва. Ке ми треба магија за да те позојам и ке бидеш моја, знам, само што те погледнам. Ке ми треба магија да те освојам, ти ке бидеш моја, знам, само што те погледнам. Моја, ти ке бидеш само. Не сум вино усни да ти навлажнам. Не сум ниту манго тебе да те изважам. За да те однесам некаде далеку, Дел твоето срце јас да украдам. не сум сликар кола да те нацртам и немам дозвола со кола да те повозам, но можам за тебе песна да напишам и да те опеам вечерва. Ке ми треба магија за да те освојам, ти ке бидеш моја, знам, само што те погледнам. Ке ми треба магија да те освојам, ти ке бидеш моја, знам, само што те погледнам. Моја, ти ке бидеш само. Јас те пронајдам и не сум пилот, карај тебе да долетам, за да те однесам некаде далеку и дел од твоето срце јас да украдам. Не сум сликар кола да те нацртам и немам дозвола со кола да те повозам, но можам за тебе песна да напишам и да ја отпеам вечерва. Ке ми треба магија за да те освојам, ти ке бидеш моја, знам, само што те погледнам. Ке ми треба магија да те освојам, ти ке бидеш моја, знам, само што те погледнам. Моја. Одлична интерпретација. Фала ти. Познати сте во македонската сцена дека обработувате македонски Преферираме, значи да се... така, македонски композиции и веќе имате објавено неколку видеоспота, така видеозаписи баш така. на YouTube каналот. Првиот видеозапис кој што го објавите ми се чини дека беше темата ABC од Од македонските, да, веќе од македонски песни таа не е веќе прва попрофесионално. по-професионално така. Каде беше снимена и која работеше? Аудиото Да, беше и видеото? на плажа. Уствари потекнувам од Охрид и то морам да напоменам дека веќе 6 години живеам. Се движиш на релација Охрид-Штип, така? Поредко веќе се движам, едноставно тука живеам. Веќе си штипјен, Тука, си да. официјално. Да,
без домазет, без зет, само штипјанец. Едноставно добро ми е тука, да, но песната испадна да обработиме на плажа. Во Охрид, каде, да, во Охрид бевме на плажа, на прекрасна плажа Куба Либре. Сенена дејно се собравме, се зеде, значи, добро опрема, добро се изработи претходно и аудиото, го работевме аудиото со Китрос, да, Димче Китрозовски од Охрид, а видеото го изработи Пеце Настески, исто така охриѓани со граѓани мои, од бившиот мој град Охрид. Така, тоа беше за ABC. Тоа беше вашата прва така по-професионално, по-професионално видео. И побаравме и дозвола од главните фаци кои нивна е песна на нокаут. Так. Може да се напомне дека претходно и ги повикавме, да знаете дека ќе имаме и чиста десетка случајно се испадна и заеднички настап со нив како специјални гости битува на ракометното игралиште со нокаут, каде што имаме прекрасен на нивен концерт, прекрасно дружење, да. Одлично. И тоа испадна ABC и стварно имаме многу добар фидбек и за таа песна од македонската публика. Еве сега и гледачите на телевизија Ириск имаат можност да ја проследат композицијата ABC во изведба на само Тони и две жени. Опни кратко сукниче, зголно девојче, набитесно блузиче, со голо стомаче, да ти видам пупаче, бело кожиче, а потесно блузиче, ниту прслуче. О, ме врти колено, мој кваке е влажно доумерено. Ајде биди шекерче, па и да ми заврне чадор и маме. Бум барабум, барабум бадабадум, бум бум бум, барам бум бум бум, бум, бум барабум, барабум барабадум, бум бум бум, барам бум бум бум. Ти си незадоволна, а тој е наивен. Дојди вечер на гости, јас сум осамен. Остани за вечера, биди душичка, она што би јадел јас, ти би сготвила. О, ме врти колено, мој кваке е влажно доумерено. Ајде биди шекерче, па и да ми заврне чадор и маме. Кој си носи чадорче, не наврнува, а си поминува, а не настигнува. Кој си носи чадорче, не наврнува, а си поминува, а не настигнува. ABC, N2-3, ABC заедно, јас и ти. ABC, сакаш ли? Јас и ти заедно, одговори. О, ме врти колено, мој кваке е влажно доумерено. Ајде биди шекерче, па и да ми заврне чадор и маме. Шекер, бейби,
baby, shaker, baby, ке се стопиш ти без мене. Погледни, не време е, покри се, ке завърне. Shaker, baby, ке се стопиш ти без мене. Погледни, не време е, покри се, ке завърне. О, ме върти, ме върти колено. Мой квак е важно, то умерено. Айде биди шекерче, па и да ми завърне. Чадор имаме, па и да ми завърне. Чадор имаме, па и да ми завърне. Чадор имаме. Ја следите емисијата Live Cover. Мои гости вечерва само тони и две жени. Познати сте по карактеристичниот репертоар кој што го имате, претежно македонски поп песни. Меѓутоа, како се изфилтрира сето тоа? Како дојдовте до овој конечен репертоар сега што го свирите? Искрено патот до овој репертоар беше навистина долг. Почнавме со репертоарот кој ја и ти не го предложивме, а тоа беа странски поп песни, баладични, и Тони не знам како и се нафати на тој репертоар, се уште не ми е јасно. Да, најверојатно за да не намами бендот. Да. Измама. Богари измама. И успел. Значи негова беше идејата да се фрлиме повеќе на македонски песни. Тој мислеше дека ќе има добар фидбек. И така излезе. Да. Значи јас и ти навистина бевме скептични. Не верувавме дека ќе има толку голем успех ако свириме македонска музика. Али навистина имаме добра македонска музика. Навистина луѓето реагираат на македонската музика, ја знаат. Особено на песни кои што не ги слушнале десетини и повеќе години. Точно, се големи хитови и вреди да се пеат, да се обновуваат, да се ужива во нив. Во 90-тите години беше попопуларна македонската музика, се создаваше поголем број на песни. Меѓутоа сега во последните години музика се создаваше тие години. За разлика од денешницата во Македонија, сепак и тоа мора. Сепак времето покажува дека е така, дека тие песни се и поквалитетни од овие што се сега, и верувам дека реакцијата од самата ваша публика е позитивна. Да, многу позитивно. Одлично. Сега следува уште една македонска композиција, се разбира. Всушност тоа е микс од две песни. Учам од најдобриот, нешто понова композиција од Магдалена Цветковска ми се чини. Да. И микс со Колку ми значиш, тоа е тема од Ареа. Така, може да слушнеме. Учам од најдобриот, кога плачам и во сон. Учам од тебе, сега преку ног имам срце студено. Учам од тебе, знам дека не ти кажам се, чекам сам да откриеш, кривко плачев по тебе, но и ти не ми кажа се во себе, многу чуваше, затоа ќе се каеме. Кога знам дека не ти требам, а знам дека не ти требам, тоа не ми дава мир, тоа не ми дава мир. Таков мене не ми требаш, мене не ми требаш, ке те оставам на мир, ке те оставам на мир. Учам од најдобриот, кога плачам и во сон. Учам од тебе, сега преку ног имам срце студено. Учам од тебе, немаме двата животи, со него да си играш ти, од игри јас се измори. Но ако сепак љубов најдеш ти, немој да ја пропуштиш, како мене што ме пропусти.
требаш, ти мене не ми требаш, ке те оставам на мир, ке те оставам на мир. Учам од најдобриот, кога плачам и во сон, учам од тебе, учам од тебе. Сега преку ноги имам срце студено, учам од тебе, учам од тебе. Ова ноќ е празна, немам никого крај себе. Само две-три звезди од небо зјапаат во мене. Нема место кое не мириса на тебе. Нема начин да те заборавам. 3 години лутав да направам нешто од себе. Дјаволи ме пратија далеку од тебе. Сега точно знам, само ти прави стрекина, пријагели ме врати, а тебе те нема. Сонот ми го врати, експлозија во моите гради, срцево мое добро свати. Колку ми значиш, ти мене сонот ми го врати, експлозија во моите гради, срцево мое добро свати. Колку ми значиш, колку ми значиш, колку ми значиш. Одлична изведба. Споменавте дека свирите претежно македонска музика. Меѓутоа, еве, кога сте слободни, кога сте под дома, каква музика слушате? Во каква музика највише уживате? Христина? Вака, сега моментално сме окупирани со оно што го правиме, нашето авторско нешто, кој е многу добро, значи многу сме фокусирани само на тоа. Инаку слушаме македонско, слушаме странско, слушаме рок, слушаме поп, значи не можем да кажем дека само една бранша на музика слушаме, дека сме обрнати само, значи слушаме и класично, и джез, буквално се. Зборуваш во името на сите? Или? Да. Така? Затоа што најмногу од времето го поминуваме заедно. Заедно, така. Така, да. Тоа. Не се ограничувате музички, нема... Ние сме исто и сојадењето така правиме. Еден швед, сите нема се исто правиме. Нема многу избор, значи. Еден за сите, сите за еден. Тоа е девизата. Функционираме баш фамилиарно. Одлично, одлично. Се надевам дека ќе слушнеме и нешто ново наскоро од вас. Така. Меѓутоа, претходно, нова композиција на ред да се отсвири. Тоа е тема од Студени нозе, која беше популарна пред повеќе од 15 години и носи наслов Во парк. Ајде да видиме како ќе звучи тоа во изведба на Антонио Ристевски и две жени. Може да слушнеме. Ми рече да качав кола баш пред некој ден. Од тога сум колокома многу нервозен, зашто нема паркинг место, зашто нема празно паркинг место. А јас сакам да ме возиш некаде у парк, таму сите мање више се паркираат, там барај, празно паркинг место, там барај,
во парк, вози ме во парк, там птички пеат и кой мрак. Во парк, на име место згодно, ако нема таму место идеме на водно. Во парк, вози ме во парк, там птички пеат и кой мрак. Во парк, на име место згодно, ако нема таму место идеме на водно. И не е тоа така лесно на вечер у парк. Пасачи на секој чекор парадира, а ти ке морам. Јас со тебе, еј, да се мачам. Да се качам. Ти си гето фраер, ја не те сконтувам. Ако не кеш да ме возиш по друг, ја заглавам, валјда ке сакам. Која вечером да се мачи, која да ме качи. Во парк, вози ме во парк, там птички пеат и кой мрак. Во парк, на име место згодно, ако нема таму место идеме на водно. Во парк, вози ме во парк, там птички пеат и кой мрак. Во парк, на име место згодно, ако нема таму место идеме на водно. А во паркот среден мракот, луѓа ми се шкодила. Ора во паркот среден мракот, луѓа ми се шкодила. Ора во паркот среден мракот, луѓа ми се шкодила. Во парк, вози ме во парк, там птички пеат и кой мрак. Во парк, на иде место згодно, ако нема таму место идеме на водно. Во парк, вози ме во парк, там птички пеат и кой мрак. Во парк, на иде место згодно, ако нема таму место идеме на водно. А на бади станот празен ли е ма? Композиција од Студени нозе, премногу популарна. Меѓутоа во поново време пред ќе кажеш точно пред колку време излезе нешто најново од вас. Тоа е нов спот, исто така од Студени нозе, кавер од Студени нозе песна, Маре Маријана. Пред колку време е снимено и пред колку време излезе? Маре Маријана, јас снимавме на штипското тло, морам да напоменам. Не излегува многу штипјани во предсред, за да го снимаме тоа видео на малку по-професионално ниво. Не излегува во предсред, може да напоменам Pink Panther, боксерите од Штип. Така. Лума, осветлување и уште неколку ред други штипјани. И мора да се каже Симон Поликарп, или популарниот Джими. Да, Джими, популарниот Джими. И тој не излезе во пресред, и тој се појавува на видеото. Има интересна комуникација. Тој разговара со мене на македонски, јас на нигериски. И баш тоа е интересно во видеото. Јас работивме пред неколку месеци. Каде? Да, пред месеци ја објавивме, пред неколку месеци ја изработивме. Таа песна, аудиото и видеото се работени од страна на Ѓорги Вацев од Гевгелија, наш колега. И неговата продукција. Да, и неговата Ревайн продукција, каде што и повторно моментално веќе работиме на нов кавер, на авторски материјал, па се спремаме песна во песна, се надеваме дека охридски кажемо ќе лупниме еден албум. Да се надеваме сите на тоа. Да. Инаку каков е приемот од оние што го имаат гледано досега спотот за Маре Маријана? Па искрено сум добила многу добри коментари во врска со спотот, на сите им е интересен, се смеат на него, луѓето тоа сакаат да се насмевнуваат. Никој веќе не е сериозни приказни, но искрено сигурно има и некој на кому не му се допаѓа, но тоа е во ред, се е во ред. Се е во ред, така. Да. Еве сега гледачите на телевизија Ириски имаат можност да го проследат спотот од самото ни две жени, Маре Маријана. Многу сум нервозен, не знам што ми стана. Сакам да ја питам Маре Маријана. Маре вежба јога, лесна е ко слама.
тоа ја сакам Маре Маријана. Бабум. Се основи прира, кога ќе го допрам. Виж ти како експерт слонец, немој да го супрам. Мака има што да прави, како свирче свири. Треба да го кушам, мора да се смири. Окај си бе ти фарман црнец? Ако си црнец, јас сум кинес. Не сака да кажеш дека во Африка си? Оле куа, да Африка нике. Уаджинда нике. Даџи не сосај, мутомин. Хака не сосај. Маре има уред клима, лади мозок и во зима. Зимно време ветар дува, грма тресе, Бог да чува. Маре има уред клима, лади мозок и во зима. Зимно време ветар дува, грма тресе, Бог да чува. Маре има мана, премногу ме гуши. Очи сум за грло, пече ми чати и ми суши. Маре Маријана, македонска Кришна, ја фати вјаза. Не си веќе иста. Аре мора пепунена, Не роѓај мана, не сум зачина, орегано. јас сум Маријана. Многу сум нервозен, не знам што ми стана. Сакам да ја гушнам. Маре! Маре има уред клима, лади мозок и во зима. Зимно време ветар дува, грма тресе, Бог да чува. Маре има уред клима, лади мозок и во зима. Зимно време ветар дува, грма тресе, Бог да чува. Маре има уред клима, лади мозок и во зима. Зимно време ветар дува, грма тресе, Бог да чува. Маре има уред клима, Уште колку трае ова, Уште 100 пати. Пеј таму, ајде. Зимно време ветар дува, грма тресе, Бог да чува. Споменавте дека правите авторска музика, значи вашите фанови во иднина ќе имаат можност да слушнат нешто. Не ви нешто повеќе за тоа. Колку песни има во наредниот период, колку авторски песни ќе се За снимаат? почеток веќе се изработија, можам да кажам, една авторски, уште една кавер. Значи нов кавер ќе има, така? Да, нова преработка уствари со истите луѓе кои ја направија на времето, тоа нека остане тајна. Така. Истите ќе се појават повторно спотот со апгрейд со настројца. Се надевам дека ќе изгледа прекрасно. Многу уметност во една песна ќе биде. Тоа е тоа. Идејата е најбитна. Да, сепак. идејата е најбитна и позитивноста. И позитивноста која несомнено имате сите тројца. Следува сега следната композиција, тема од Ареа, која што носи наслов Нешто недостасува. Може да слушнеме. Овде нешто не вре, околу мене нешто не вре, во мене нешто не вре, нешто недостасува. Овде нешто не вре, околу мене нешто не вре, во мене нешто не вре, нешто недостасува. Која ли е земјата, по која чекор
Која ли е звездата, каде сум запишана, каде одам, од каде ли доаѓам јас? Посакав сам како да ти се приближам, посакав сам дали ти ме сонуваш, посакав сам дали е вистина ова што го чувствувам, дали сум влюбена или се измислувам. Нешто ме остасува од целава моја приказна. Ти ми недостасуваш, мисливе ми ги разбарчуваш. Која ли е силата на мислата, каква ли е смислата на мудроста, дали сме сами или некој не чува нас? Посакав како да ти се приближам, посакав дали ти ме сонуваш, посакав сам дали е вистина ова што го чувствувам, дали сум себична кога ми недостасува. Нешто ме остасува од целава моја приказна. Ти ми недостасуваш, мисливе ми ги разбарчуваш. Овде нешто не вред, околу мене нешто не вред, во мене нешто не вред, нешто недостасува. Овде нешто не вред, околу мене нешто не вред, во мене нешто не вред, нешто недостасува. Нешто недостасува од целава моја приказна. Ти ми недостасуваш, мисливе ми ги разбарчуваш. Композицијата која што сега ќе ја слушнеме носи наслов Верувам во себе, а ја изведе Мијата пред неколку години. Еве сега вечерва во изведба на само Тони и две жени. Верувам во себе. Не прашувам зашто живеам, и тоа што сум тука не е случајно. Ја знам, затоа смело сега тргнувам, патувам за тебе, трага оставам. Не вели стој, зашто патот е овој, имам сега повој свој и не се двоумам за ништо стој. Не ми прави неспокој да ме спречи може никој, зашто верувам во себе јас. Верувам. Лај, 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 лај. Во животот немам здравови, од секогаш биле разочарувања. Да, и време е за моите планови да доживеат своји остварувања. Не вели стој, зашто патот е овој, имам сега повој свој и не се двоумам за ништо стој. Не ми прави неспокој да ме спречи може никој,
што верувам во себе јас. Одлична изведба. Споменавте дека наскоро вашите фанови ќе имаат можност да ги слушнат и да се надевам да ги видат со видеозапис вашите нови композиции. Меѓутоа, еве едно прашање, бидејќи се приближува и крајот ново издание на Live Cover, каде се гледаат само Тони и две жени за 5 години? Марија, ќе може да одговори? Многу тешко прашање. Искрено не знам, живеам во моментот моментално. Не сум размислувала на оваа тема, ми изненади со прашањето. Се надевам како и да е дека ќе сме заедно, тоа единствено ми е најважно. Тоа е најважното, така. Да, бидејќи се работи за две прекрасни личности кои би сакала цел живот да ги имам покрај мене. Тончи, ти? Тончи, ти? Што ќе кажеш на ова? Донекад истото мислење го имам како и Марија. Сепак се надеваме дека нешто ќе изградиме како бенд и тука, дека ќе вратиме кај македонската публика повторно да слушаат македонска музика, бидејќи стварно имаме голема и вредна македонска музика. Се надеваме дека тоа ќе го направиме во наредните неколку години. Па ќе видиме. Христина, ти? Што мислиш? Само Тони, 5 жени и 2 жени за 5 години. Познавајќи се самата за себе дека сум многу оптимист. Исто и они се такви. Значи се надевам дека ќе останеме заедно, дека имаме многу цели, многу идеи. Треба да се потрудиме за сето тоа да се исполни, така да очекувам се најдобро. Сето тоа да биде заеднички, да, така. Да. За доброто на сите тројца. На мене ми е навистина мило што бевте мои вечерашни гости. Се надевам дека повторно ќе се видиме во некоја наредна прилика. Не само што се надевам, сигурен сум дека ќе се видиме. И се надевам дека слушателите на Угода FM и гледачите на телевизија Ирис вечерова ужива во изведбата на Само Тони и две жени. Гледате Live Cover и се гледаме исто така наредната недела.